Македонија е зрела за нова институција наречена Комисија за проверка на антикорупцијската комисија. Зошто да не? Од сите комисии, агенции, тела кои не служат за ништо освен за вработување на партиски војници, зошто да не се формира една комисија која ќе пази антикорупционерите да не направат некаква корупција? Кога сите помисливме дека не може да ни се случи нова Катица Јанева, ете можел. Новата Катица Јанева се вика Татјана Димитровска. Кога ќе ги загледаш и личат една на друга, само што оваа е малку помлада. Ставот им е ист, наивен. Човек да помисли дека не би украле мастика од продавница. А тие двете промокюрени, за све ги бивало. Првата Катица опуштено со боки се избореше за се и сешто и оговараше како на селска чешма, а оваа на WhatsApp и Viber одавала службена тајна и тоа од нејзиниот мобилен телефон. Бери им го паметот, толку ли се глупи или наивни, тоа му доаѓа исто. Уште пострашно е што новата Катица одавала службена тајна за случајот адитив, поради кој сите дишеме отров. Нели дише и таа од истиот воздух или е гајле? Од тој загаден воздух се наполни онкологија и за таму имаше комисија. Знаеме како заврши. Бетер од оваа за корупција. Татјана беше избрана за прв човек на антикорупцијската комисија со највисоки оценки. И како што е редо за сите неизживеани и скомплексирани, прво што тајнче побара беше службено возило и дипломатски пасош. Значи не била толку наивна. Сега дипломатскиот пасош ќе се најдеше да кидне. Штета што ќе и го одземат. Законот е таков каков што е. Дури кога е осомничена за корупција, Татјана нема обврска да си замине од функцијата, освен ако не биде правосилно осудена. Теоретски може од Сабајле да оди на работа и да се бори против корупцијата, а попладне да оди на судење за корупција. Па нема појако. Звучи смешно, но жално и вистинито. Затоа, да не трошиме државни пари за комисии како оваа за антикорупцијска. Уствари излезе дека е за корупција. Укинете ја, ќе коментира ЕУ неколку дена и толку. Тие па да не се поарни. Еве да ве прашам, знаете некој предмет што го отворила оваа комисија за кој имало обвинение или не де Боже пресуда? Не знам ни јас. Излезе дека е лесен патот од прва револуционерка до прва корупционерка. Лидерот на СДСМ Венко Филипче треба да части. Ги укинаа визите за Дубај. Идем у Дубај, идем у Дубај, идем па се јави бај. Тоа е, кога ти оди, се ти оди. Нема веќе чекање ред за виза за нивниот омилен град. Сега со неговиот другар Зоки може кога ќе им текне да одат на концерт на Хари Џиновиќ, Драгана Мирковиќ, Цеца. Тоа е нивно друштво. Во последно време тие двајца се повеќе во Дубај отколку во Скопје или во Струмица. Не се стига сегде, се нема време од толку бизниси. Затоа сега е полесно, веќе не им треба златна виза. Бизнисите може да си ги бркаат и со обична, како за сите граѓани кои сакаат да замина за Дубај и да видат што чудо е тоа. Филипче кисело се насмеа и звучеше убедливо дека со другар му немаа златни визи. Едноставно имам само виза која што ми е возможно да патам. Дека ова е недела на Венко покажа и најновата анкета на Market Vision за рейтингот на политичарите и партиите. Преведено фудбалски, резултатот помеѓу премиерот Мицковски и Филипче е 8:1. Леле, газење. Ништо поарна не е ни СДСМ, која од ВМРО ДПМН губи со 5:0. Не за џабе граѓаните во анкетата сметаат дека СДСМ е нереформирана партија, а народот е во право дури кога греши, што би рекол еден друг лидер на СДСМ, на кој овие двајца не му се до Дубај. А идат избори, локални, а може и предвремени парламентарни. Венко вели дека бил спремен. Што ќе им каже докторот на гласачите? Уствари, подобро е ништо да не збори, бидејќи половина од испитаниците не ни знаат кој е лидер на опозицијата. Да си скоро 2 години на чело на СДСМ и луѓето да не те препознаваат како лидер на опозицијата е резил. Лесен е патот од слушај го Венко за време на короната до кој е Венко? Зијадин Села и Армен Таравари се најголемиот доказ дека во политиката не постојат вечни непријатели, туку вечен интерес. Во моментов, нивен заеднички интерес е Дуј. Изгорени се да бидат како Али Ахмети. Тоа е нивниот идол. Се сеќавате што си рекоа еден за друг, дури партијата ја поделија на 2, ама од Дуј не се откажуваат. Ете, според Села немало ништо лошо што Таравари се слушал со Ахметиот и тоа требало да го направат сите албански партии, да се обединат во една. Не за џабе се вели дека тоа што не можеш да го купиш со пари, може со многу пари. Ова беа 5 минути со Чавес, без корупција, само факти.